Da. Почитувани колеги новинари, ви го најавувам оваќањето на председател на Република Северна Македонија и кандидат за втор мандат доктор Стево Пенаровски. Добро вечер, јас се извинам што чекавте малку подолго. Меѓутоа додека еден по друг сите кандидати кажа што има, не би сакале да се поклопуваме со времењата, бидејќи секој од вас сака да има единичен извештај од секој кандидат. Општа оценка од првиот круг на председателските избори е, барем од мој аспект, дека резултатите не се такви какви што ги очекувавме. Бројките се уште се движат и се пресметуваат. Од оно што го знам од аналитичкиот центар што го имаме, веројатно разликата ќе биде некаде околу 130.000 гласови, можеби нешто повеќе. Очекувавме помалку, меѓутоа од утре нов ден се разбира дека веќе од утре почнуваме со средби со граѓани кои ги практикувавме и досега и тргаме практично од нула. Знаете дека имаше 7 кандидати како никогаш до сега и веројатно тоа беше една од причините зашто гласовите се поделија на повеќе страни и веројатно некој од кандидатите кој отпадна во првиот круг зема дел од она што беше предпоставен електорат на првите два кандидати кои продолжуваат понатаму. Меѓутоа, повторувам, тргнуваме од нула, тргнуваме од почеток. Од утре продолжуваме со средби со граѓаните и мојата задача ќе биде како и изминатите 20 денови да го промовирам концептот во кој длабоко верувам. Тој концепт на држава која не е изолирана, држава која е интегрирана во Европа и држава која внатре нема поделби по било која основа е моето животно кредо, мојата политичка филозофија која застапувам не само овие 20 дена во кампањата и не само овие 5 години во председателскиот мандат, туку од кога паметам за себе, значи од моите први јавни појавувања пред повеќе од 2,5 децении во македонската јавност. Ги охрабрувам граѓаните кои не излегува во првиот круг да го дадат својот глас било кому, да учествуваат на 8 мај на вториот круг, затоа што знам дека еден добар дел од нив веруваат дека победникот се решава во вториот круг и не сакаат да излегуваат во првиот изборен круг. Тогаш ќе имаме и парламентарни избори. Очекувам уште поголем одзив на граѓаните и се разбира очекувам една значително поголема бројка од граѓаните да го препознаат концептот кој го промовира во изминатиот период и за кој македонската јавност е добро запознаена. Значи, демократска просперитетна држава, дел од евроатлантските интеграции, рамноправна со сите други и внатре се разбира одржување на таа витална оска на која почива македонската безбедност, стабилност и просперитет меѓу етничките односи. Во оваа смисла, може би ќе има и прашање во таа насока од некој од вас, сакам да кажам од напред, бидејќи имаше такви шпекулации, дека нема да барам никаков договор со ниту еден политички субјект, ниту со еден кандидат од овие што не продолжуваат вториот круг, за така нареченото механичко префрлање на гласовите, затоа што тоа е концепт кој е потполно туѓ на моето политичко верување. Никогаш не сум го правил тоа, ниту ќе го правам сега, никакви задкулисни договори, ниту во 14-та, ниту во 2019-та, не сум правил такви договори со ниту еден политички лидер, со ниту една политичка партија, за да механички преземам гласови од било која етничка заедница или не знам, од било која општина, од било која социјална група или категорија. Тоа нема да го правам и сега, едноставно на сите граѓани, независно од нивното етничко потекло, ќе им го презентирам мојот концепт и се надевам дека далеку поголема бројка граѓани на 8 мај ќе го препознаат тој концепт како најдобар и како најпродуктивен за натамошниот развој на македонската држава. Ако имате некои прашања, можам да одговорам, ако не, мислам дека отприлика тоа што сакам да ви кажам. Со мојот тим продолжуваме веќе од утре. Ќе бидете на време известени во која од општините тоа ќе се случува. До вториот изборен круг имаме и некакви празнични денови, имаме и спојување на празници, меѓутоа независно од тоа за нас нема да има пауза, нема да има одмор. Ќе продолжиме до крај да го промовираме концептот во кој веруваме и јас сум убеден дека на крајот ќе излеземе со мнозинска поддршка на македонските граѓани за тој концепт. Значи нема предавање. Не сакам да покажам никакви знаци на малодушност, затоа што не се чувствувам така во овој момент. Знам дека имаше илјадници, стотици илјади граѓани кои веруваат во овој концепт.
тоа го видовме на лице место, директни средби со секој од нив, имав над 80 средби, над 80 митинзи низ Македонија во сите буквално општини и наидовме на одличен прием на ова што го пропагираме, ова за што се залагаме и тврдам дека во однос на споредбата со сите други концепти кои беа понудени во оваа изборна кампања во изминатите 20 дена, тоа е супериорен концепт кој значајна бројка граѓани го поддржаа и очекувам многу повеќе од нив да го поддржат и на 8 мај во вториот изборен круг. Од сите етнички заедници, повторувам, од секоја социјална категорија, од сите општини, од сите возрастни категории, значи буквално како што е замислила Македонија еднаква и да нема делби по ниту една основа, така очекувам и од сите тие социјални структури или општествени енклави да добијам поддршка на 8 мај и да го продолжиме ова што го работиме со ваша поддршка, со поддршка на македонските граѓани изминативе 5 години. Господин Пендаровски, Еве микрофонот најче. бучни сме доволно ние по животи. Не пречимо. За и поддршка на се поблиску со председател. Господин Пендаровски, велите нема механички да ви бидат префрлени, но постои сепак опцијата да ви бидат понудени. Бидејќи голем корпус гласови отидоа кај вашите против кандидати, тоа се сериозни бројки на гласови, така што очекувате ли да има такво? Не очекувам, значи види, не очекувам мојот политички вокабулар. Не постојат зборовите понудени гласови на граѓани или префрлени гласови на граѓани. Самиот збор, самиот поим граѓанин подразбира индивидуалитет, разбира посебност. За секој име и презиме на секој наш граѓанин се крие посебна единка со своји специфики и никогаш, ама буквално никогаш во политиката, особено во изборен период, граѓаните не сум ги подразбирал како колективна група или како аморфна маса која некој ќе им каже да ги префрлат гласовите или да не ги префрлат гласовите. Овој концепт, кој го нудев изминативе 20 денови, за кој граѓаните се свесни и знаат многу добро, кој го нудев изминативе 5 години, додека бев председател, тој концепт, ако го препознаат, добре дојдени се да го поддржат со својот глас на 8 мај. Значи, ќе одбијам било каков обид за нудење на, не знам, квантум или контингент на гласови, бидејќи тоа е поголемо понижување здравје на граѓаните за кои мораме да ги почитуваме со нивното вродено човечко достоинство. Тие се политички единки заседни, секој од нив или дел од нив членуваат и во политички партии, меѓутоа имаат и свој јас, има свој образ, имаат и своја лична семена историја и не можам да ги поимам тие категории во таа смисла дека овој ќе ми даде 30, а на или ќе ми понуди 30.000 гласови, а од овој ќе побарам 50.000 гласови. Тоа ми е туѓо. Воопшто не се никогаш не сум го правил тоа во животот и не патетика, меѓутоа ви кажувам дека и 2014 и 2019 не го правев тоа. Сите кои гласаа и 14 и 19 и овие што гласаа во првиот круг, ја ви гарантирам до последен беа убедени во исправноста на овој концепт за кој се залагав. Не беа натерани од некого. Господине Пендаровски, ве казнија ли вас граѓаните или ја казнија партијата која што застана зад вас и владењето на СДСМ, го плативте ли цехот на СДСМ? Тоа треба да го покажат анализите кои ќе следат по општини и генерално по изборни единици. Јасно е дека уште пред да почнеше изборната трка, дека кондицијата на досегашните коалициони партнери, политичката кондиција не беше на завидно ниво и особено не беше на нивото од 2019 година, бидејќи слична и иста коалиција беше зад мене во таа 2019 година. Знаете што се во меѓувреме се случуваше, меѓутоа исто така знаете дека без поддршка од коалиција на политички партии не можете воопшто да размислувате да влезете во политичката трка. Од резултатите кои велам заслужуваат подлабока анализа, се гледа дека да не звучи препотентно од моја страна, меѓутоа успеав да додадам некаква вредност на заедничкиот коалицијски потенцијал, што во првиот круг не беше доволен. Јас се надевам дека и тие од своја страна ќе имаат сериозни напори за консолидација помеѓу двата изборни круга и ќе понудат повеќе од она што се нарекува комбиниран партиски електорат на сите 15 политички партии кои застанаа зад мене. Господин Пендаровски, во текот на кампањата говоревте дека сте сигурен во победа на изборите, сега велите дека не се очекувале толку висок пораз во првиот круг. Па дали се уште сте сигурен во победа во вториот круг?
Во текот на кампањата на ваков тип на прашање одговорав на следниот начин, дека е чудно што ВМРО ДПМН никогаш не зборуваше за победа во вториот круг, зборуваше само за разлика од првиот круг. Или цитира со бројки 100.000 на 100.000 како што се случи. Меѓутоа и денес кога ги прашате, ја ви гарантирам дека они не се сигурни дека ќе победат во вториот круг. И јас не сум 100% сигурен дека ќе победат, не може никој да биде сигурен, меѓутоа јас ви тврдам дека има мнозинство македонски граѓани кои се за овој концепт кој јас го предлагам, а не концепт на изолација на државата, враќање назад во старите времења на режимот кој го паметиме како владееше со државата и со граѓаните. Ако е тоа, ви благодарам на присуството. Од утре се гледаме на терен. Поздрав.